Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Најавата дека во Скопје кон крајот на јуни ќе се одржи првата парада на гордоста продолжува да предизвикува реакции. Јавно експонирани личности, но и обични граѓани, главно на социјалните мрежи, го кажуваат своето мислење за настанот предвиден за 29 јуни. Реакциите се движат во дијапазонот од поддршка и одобрување до закани по живот за организаторите и учесниците. Искуствата од соседството, но и од други земји покажуваат дека потенцијалот за ваквите настани да добијат несакан тек е исклучително висок, поради што се неопходни соодветна организација и превентивни безбедносни мерки. Аргументот за тоа е и последното рангирање според нивото на почитување на правата на ЛГБТИ заедницата, во која земјава е 10-та најлоша меѓу 49 држави од Европа. За најавената парада на гордоста, но и генерално за состојбата со правата на лесбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите лица во земјава, ќе разговараме со активистите Кочо Андоновски и Ирена Цветковиќ. Наша гостинка е и пратеничката Ивана Туфекџиќ, која е дел од парламентарната интерпартиска група за правата на ЛГБТИ заедницата, кон крај и новата саботажа. Бидете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Ова е барот Стоунвол во Њујорк, каде настаните од пред 50 години се сметаат за почеток на движењето за правата на хомосексуалците, лесбејките, бисексуалците, трансродовите лица. На 27 јуни 1969 година полицијата упаѓа во барот кој бил собиралиште на ЛГБТИ заедницата. Акцијата предизвикува огромно незадоволство, отпор од присутните во барот кои добиваат поддршка и од други граѓани, пошто следуваат протести и следните 2 дена. Во сеќавање на настаните во барот Стоунвол од наредната година, на крајот на јуни, почнуваат да се одржуваат паради на гордоста. Ова се снимки од првата таква парада во Њујорк во 1970-та. На 50 годишнината од бунтот во Стоунвол во Скопје на 29 јуни ќе се одржи првата парада на гордоста. Организатор е Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија. Најавата за настанот и реакциите што следуваа се тема на вечерашно издание на 360 степени. Во студиото се добро вечер и добре дојде за Ирена Цветковиќ. Долги години ги следи и анализира состојбите со правата на маргинализираните групи. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Кочо Андоновски, активист, еден од организаторите на најавената парада на гордоста. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам многу за можноста да ги кажеме нашите ставови. И Ивана Туфекџиќ, пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија, дел од парламентарната интерпартиска група за поддршка на правата на ЛГБТИ заедницата. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Андоновски, со вас ќе почнам. Не знам зошто, но еве на почеток ми доаѓа да ве прашам за споредба меѓу маршот на толеранцијата, кој што наназад години се одржува во земјава, во ноември на денот, на светскиот ден на толеранцијата, и најавата дека оваа година ќе се одржи парада на гордоста. Што е разликата? Маршот на толеранција беше една сосема друга манифестација, која, меѓу другите, ја поддржуваше и ЛГБТИ заедницата. Меѓутоа, тој марш беше за одбележување на еден меѓународен ден, кој подразбира толеранција помеѓу многу различни групи. Додека одбележувањето на бунтот од Стоунвол е една сосема друга димензија на јавен настан. Затоа што ние, кога зборуваме за бунтот од Стоунвол, зборуваме за протест против полициска бруталност. И тука е суштинската разлика на двете. Има символика, 50 години од тие настани се одбележуваат оваа година ширум светот. Вие најавувате прв пат парада на гордоста и во Скопје, односно во нашата земја генерално. Како го замислувате тој настан? Имате ли
конкретно сценарио. Најавено е дека ќе се случи во центарот на Скопје, така? Ќе се случи во центарот на Скопје. Маршрутата се уште не можам да ја споделам заради тоа што прво ние мораме да ја договориме со Министерството за внатрешни работи, да ги обезбедиме сите логистички работи, после тоа ќе објавиме маршрутата. Во овој момент за тоа не сме подготвени да го направиме, но секако ќе биде во центарот на Скопје. Тоа е протест во нашиот регион, иако луѓето кога ќе кажеш парада на гордоста најчесто добиваат слика на прослави кои се случуваат во држави кои се далеку понапред од нас, кај нас е се уште на ниво на протест, затоа што ние се уште имаме работи кои не сме ги исполниле, кои не се уште сме премногу далеку од еднаквост за ЛГБТ и заедницата со другите заедници во нашата држава, за да можеме да кажеме дека ова ќе биде славење. Иако секако дека ние сме геиш ќе биде, секако дека овој протест знаеме да го направиме повесел, ние ќе се обидеме да донесеме многу јавни личности, ќе се обидеме да донесеме музичари и други уметници, интелектуалци, поддржувачи. Од земјава или зборувате за од надвор? Ќе имате гости од надвор? Па ќе има гости, верувам дека од надвор кои ќе дојдат да не поддржат, меѓутоа морам да кажам дека она што е наша главна задача, она што е наша цел, е да ги охрабриме и да ги поддржиме ЛГБТ и луѓето кои живеат во Република Македонија. Ние за нив ќе излеземе, особено за оние кои не можат оваа година да ни се придружат, кои можеби не се во ситуација, кои можеби не се доволно охрабрени, кои не се доволно силни да излезат оваа година со нив. Особено за нив ќе излеземе. Но повикот не е само до луѓето од ЛГБТ и заедницата, туку до сите граѓани на ова општество кои што сметаат дека треба да ви дадат символична поддршка. Поканата важи за сите нив, така? Апсолутно важи за сите нив и би ни било драго да ја дадат таа поддршка за нас и уште еднаш ќе кажам да ја дадат таа поддршка особено за оние луѓе кои нема да бидат меѓу нас и не можат можеби оваа година да бидат меѓу нас. Цветковиќ, има други земји во регионот во кои досега се нема одржано парада на гордост? Во регионот ние заедно со Босна и Херцеговина сме последни земји, но добрата вест е дека оваа година ние и Босна и Херцеговина за прв пат организираме парада е најавено? На гордост. Да, со што нашата земја неколку години претходно веќе имала настани кои го одбележуваат месецот на гордоста преку викендот на гордоста. Но прв пат имаме марширање на улиците. Зошто досега немаше парада на гордоста во Скопје? Па да бидам искрена, една од причините секако беше затвореното и опасно општество. Во таа смисла да се биде да се повикаат луѓе на улица е и одговорна позиција. Секогаш кога ги каниме луѓето да дојдат со нас, мораме да бидеме свесни дека мораме да ја гарантираме нивната безбедност, иако, па кажувам, државата има мандат за тоа многу повеќе отколку ние. Но од друга страна, живењето во едно општество кое што беше апсолутно непријателски настроено кон секоја различност, а многу непријателски настроено кон ЛГБТ и заедницата, ја пикаше ЛГБТ и заедницата во еден затворен простор или како што ние кажуваме во плакарот. Последното истражување на Светска банка говори токму и за тоа. Истражувањето се однесува на земјите на Западен Балкан, а Македонија е една од земјите во кои што најголем процент, заедно со Косово, најголем процент од членовите на оваа заедница живеат скриен живот. Јас силно верувам, а во тоа веруваат и останатите активисти и поддржувачи, дека дојде време на промена, дојде време кога овие луѓе после многу долги години ќе се охрабрат, ќе излезат можеби не првата година, но секоја наредна година. Кога споменуваме меѓународни организации, последен извештајот на Европската комисија од пред 2 дена и тој во еден дел се осврнува на правата на ЛГБТ и заедницата во земјава, иако нотира одреден напредок, сепак се уште генерално зборува за говор на омраза, за дискриминација, за широко распространета нетолеранција и дека сето тоа има некаква натежнува во општествената атмосфера. Туфекџич, дел од овие забелешки би можело директно да ве тангираат, сега не персонално вас, повеќе можеби институцијата во која што членувате, а тоа е парламентот. Таму во 2018 година се формираше парламентарна интерпартиска група за поддршка на
правата на лицата припадници на ЛГБТ и заедницата. Вие сте една од припадничките на таа група. Разговаравте ли на ниво на група за овој настан кој што е најавен, ќе учествувате, го поддржувате? Јас по она што зборував со колегите, ние го поддржуваме овој настан. Впрочем и парламентарната група доби награда од ЛГБТ и заедницата за најподдржувач на годината. Награда која што ни е многу драга, бидејќи вести од собранието, свесна сум дека не произлегуваат секогаш многу позитивни, меѓутоа мене ми е мило што моите колеги, јас, сите заедно со активистите работиме на полето на спречување на дискриминацијата и особено во поглед на законот кој што го донесовме конечно за спречување и заштита од дискриминација, меѓутоа и на адресирање на овие прашања кои што се споменати во самиот европски извештај, а тоа е говорот на омраза кој што веќе го променивме и кривичниот законник во тој дел, имаше претходно и во законот за аудиовизуелни медиумски услуги, амандмански интервениравме по однос на овие прашања, за да може да се законски да се спречи таа дискриминација, натаму останува се разбира на извршната власт тоа да го спроведе. Вие лично ќе учествувате на парадата? Јас ќе одам, да. Другите колеги од групата? Верувам дека да. Колку е интерпартиска навистина групата? Има представници од сите партии? Има представници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Еден е колегата Бранко Мануиловски кој што јавно зборуваше од ДУИ за ова прашање и колешката Нола Исмаиловска Старова од независната пратеничка група. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН немате представник? Нема. Интересно го видов на една фотографија, од неодамна ви се придружи и пратеникот Самка Ибримовски? Да. Видете, тоа во собрание сме го дискутирале, сме го разговарале и со Ирена и со Кочо. Значи, на ова прашање мора да почне да се гледа како на прашање за човекови права. Нашата задача како парламентарци е да ги гарантираме, штитиме и обезбедиме човековите права. Без разлика дали имате вие личен став на пратеник, верско мислење на пратеник, што и да е. Вие имате задача да ги гарантирате правата, дека тие нема да бидат дискриминирани, дека тие можат и да излезете заедно со нив, да ги поддржите нивните барања, бидејќи тоа е одговорноста која ние ја носиме како институција. Мислам дека е многу важно во тој поглед да ги водиме и дискусиите. Има пратеници кои што се параноични, веќе ги знаете кои застапуваат одредени ставови низ годините, меѓутоа се што ние ќе изговориме на таа парламентарна говорница допира до граѓанин. Ако нашиот говор е говор на омраза или говор на сеење страв, паника, неоправдана параноја и така натаму, тоа произведува говор на омраза кон активистите, кон лицата, затварање повторно на лицата кои сакаат можеби да излезат јавно и да кажат дека се геи. И тоа е сериозен проблем кој што пратениците и оваа група внатре работи на подобрување на тој тип на атмосфера. Веќе споменавме дека најавата за одржување на овој настан предизвикува мноштво реакции, се разбира се движат од еден до друг екстрем. Денеска снимивме анкета на улиците на Скопје, ги прашавме, оние што ги затекнавме, се разбира, ова не е репрезентативно научно истражување, но е сепак некаков одраз на ставот на граѓанството, да слушнеме дел од овие одговори ќе ни бидат повод за да ја продолжиме дебатата. Луѓе не краде шта ко хоче, само да не узнемирава средину. Немам лошо мислење, мислам дека секој треба да се отвори пред себе си, да се отвори пред другите, да нема задршка и мислам дека е време да почнеме да ги прифаќаме луѓето кои што се поинакви од нас и да можат и тие во нашето општество да си живеат онака како што сакаат. Па нека се одржи, кој сака ќе одржи парадата, кој не ќе на страна ќе си оди. Он мен дојде целој као трета ТВ, там имам кто има пара суиш рафал на Балкан, с мамер мене си дикошка ме прекрал форт. Каква парада? Против сум и каква парада? Тоа за прв пат се одржува во Македонија. Не треба, не прв пат, никој пат. Русите 100 години ја забрана. Па тоа не е од Бога, така да не го признаваме. Како личност, како човек.
маж со жена, жена со маж, маж со маж или жена со жена, тоа за мене е од Бога недарено. Па немам ништо против геј популацијата у Македонија, меѓутоа не разбирам целта на одржавањето на геј парада, каква испраќа порака. Vallahi hiç izliyordum imajetka. Bile idemo grejnë protesta kundër tyne. Еве, ова беа коментарите на дел од граѓаните. Рековме различни реакции. Една од тезите Андоновски е зошто треба да се слави и јавно да се истакнува гордоста на лицата припадници на ЛГБТ и заедницата, а не да речеме и на хетеросексуалците. Прво, зошто треба да се протестира и да се бараат правата работнички, например на 1 мај, зошто треба да се направи протест? Затоа што без видливост нема да, ако си видлив, ти постоиш. Ако постоиш, имаш права. Ако не си видлив, не постоиш. Ако не постоиш, немаш права. Тоа е првата работа. Втората работа е за токму ваквите реакции и целиот хейт кој беше деновиве после објавата за парадата укажува на тоа колку е потребна парадата на гордоста. Велам, дел од луѓето велат немам ништо против луѓето припадници на оваа заедница, но зошто манифестација на потребата од промоција и заштита на нивните права толку јавно, па некои велат дека дури толку агресивно, да речеме. Значи, тоа е јавен протест и одбележување на еден ден во годината за една заедница која историски доживеала прогон и стигма како ретко која друга заедница, која во Втората светска војна заедно со евреите беше во Холокаустот, каде што луѓето беа обележувани со отпревртени розови триаголници. Токму тие историски лекции нас ни кажуваат дека никогаш не треба да престанеме да зборуваме за нашите права и да ги бараме нашите права. А исто така, ако сега излеземе јас и вие на улица, ние ќе видиме, јас верувам дека на секој 20 метри барем по еден пар хетеросексуален кој се држи за рака, се гушка, си шетка, си шепоти, некаква љубов доживува, некакви сентиментални интимни моменти. И сите тоа така ќе го гледаат. Но ако се две жени или двајца мажи, веднаш е тоа нешто сосема друго, иако истото го прават. Хетеросексуалците имаат своја парада 365 дена во годината. И никој ништо не им кажува. Ние еден ден сакаме да ги побараме нашите права и да излеземе на улица и сите имаат против. Тоа укажува колку ние сме во право и колку мора да ја направиме оваа парада на гордост. Светковиќ, вие како ги доживувате реакциите, особено овие кои што одат дури и на линија на закани по животот на организаторите и на учесниците на парадата? Ние следиме состојбата со коментарите, особено на социјалните мрежи, и точно тој тип на коментари се многу чести. Зошто има потреба јавно да се манифестира? Јас кажав дека најголем дел од оваа заедница живее скриено и токму затоа парадата е јавно манифестирање на сопствениот идентитет. Ако хетеросексуалците можат секојдневно да го перформираат и покажуваат јавно својот идентитет хетеросексуален, на ист начин, еден ден во годината, ЛГБТ заедницата излегува да чекори по улиците, за да покаже дека постои, за да биде препознаена и за да, по крајна линија, јавноста и јавниот простор почнува да ги разбира и прифаќа овие тела и овие идентитети кои чекорат по тие улици. Друга коментар кој што многу често се јавува е на што сте па горди за да излегувате и да парадирате. И јас искрено, може да би сум малку сентиментална, но мислам дека ако некој човек успее да преживее толкова стигма, да преживее искуство на насилство, каде што особено во кај трансродовите луѓе, во нивната заедница е искуство кој што го има 100% во таа заедница, не постои човек во транс кој што не е искусил насилство, стигма, навреди, булинг во училиште и слично, да го преживееш сето тоа, да се исправиш и да застанеш гордо да маршираш,
не само во свое име, во име на, како што кажа Кочо, оние кои можеби тој ден не можат, се спречени да дојдат заради страв или заради тоа што не живеат во безбедна околина, но и да го направиш тоа за идните генерации кои што доаѓаат и те како заслужува медаља, а камоли чувство на гордост. Туфекџич, го споменавме законот за заштита од дискриминација. Таму сега е воведена и сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основ за заштита од дискриминација, односно за дискриминација. Исто така направени се измени во кривичниот законник, но зошто еве и покрај ова интервенција во легислативата се уште се смета дека законската рамка не е на најсоодветно ниво? Не постои идеален закон, меѓутоа најпрво сакам да апелирам до граѓаните да престанат да се закануваат по социјални мрежи, особено ние кои имаат лажни креирани профили или кои се заскриваат зад некакви форми на навивачки групи. Значи, овој јавен линч на луѓето кои јавно излегле и повикале на парада, мора да престане. И за тоа си има санкции. Но вие знаете дека нема да престане. Не, јас морам да апелирам, има и санкции за тоа и Министерството за внатрешни работи верувам дека ќе се заврши, ќе остане на висината на задачата за да ги пронајде и да ги санкционира, бидејќи говорот на омраза е казнив. Значи, тоа чисто само сакам да потсетам во случај некој при креирањето и занесот од дека некакви групи ги штитат, заборавил дека тоа е казниво. Што се однесува до Законот за спречување на и заштита од дискриминација, тој е сега стапен на сила, меѓутоа е важно внатре во изборот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и таа е предвидена при транспарентна постапка. Јас сум и член на Комисијата за избор и именувања. Ваков тип на постапки ги видовме и со изборот на антикорупцијската комисија и мислам дека е многу важно за општеството ваков тип на регулаторни практично тела и комисии важни за заштита, особено што се однесува на човековите права на граѓаните, да бидат избрани на јавен, транспарентен начин за да се осигураат и организациите, и медиумите, и граѓаните дека е направен најдобриот избор. Особено што актуелниот состав на комисијата е особено спорен. Да, како што е. Од аспект на квалитетот и капацитетите на членовите, никој лично не зборува за тие луѓе таму. Видете, што законската рамка во Македонија е добра. Постои секогаш простор за подобрување на законите и за воведување на нови ограничувања за заштита на човековите права. Но, она што е многу важно е имплементацијата, доследната имплементација на законите. Изминативе години вие стигмата кон ЛГБТИ заедницата имавте практично од институциите. Тоа беше институционална стигма внатрешна. И тие не можеа ниту да ги остварат своите права, ниту да зборуваат за своите права. Дополнително на одредени политички структури им се даваше можност да зборуваат јавно, отворено против и да повикуваат на линч. И тоа создава една култура да слушаме вакви анкети и поделени мислења помеѓу граѓаните. Да, стигма тешко ќе излезе, но е многу важно да престане во рамките на институциите. Зошто нападите од 2012, 2013 и 2014 се уште се нерасчистени? Сега ве прашувам и како член на мнозинството, кој што ја поддржува, со чисто легитимитет и избрана и актуелната влада, зошто овие настани не се расчистени? Јас го немам одговорот во овој момент, бидејќи како пратеник немам надлежност да отварам и затварам истраги. Сите се сеќаваме дека таму имаше снимки од камери на кои што многу убаво се гледаат дел од тие луѓе. Апелирам до Министерството за внатрешни работи што побрзо да ги расчисти тие случаи, за да да ги расчистува тековните случаи на говор на омраза кон ЛГБТИ заедница. Имате некаков увид во тоа докаде се расчистувањата евентуални на овие случаи? 7 години поред истрагата е во тек. Ние како совет за соработка на Обвинителството ги води случаите или? Да. Да. Советот за соработка на владата со невладиниот сектор, каде што членувам јас, но и директорката на Хелсиншки комитет, веќе покренавме
информација до влада во која што бараме одговор на овие прашања. Со тоа сакам да кажам дека не креваме раце и дека како држава, но и како луѓе во оваа држава заслужуваме да покажеме дека насилството, особено насилството од омраза, се санкционира и казнува со одбор. Тоа е и работа и на обвинителството. Вие може да имате ситуација во која што Министерството за внатрешни работи ќе покрене кривични пријави и постапки и за говор на омраза вклучително, по обвинителството многу споро ги расчистува. И тоа е еден сериозен проблем на обвинителскиот и обвинителско-судскиот систем целокупен, на сензитивноста нивна да брзо и ефикасно решаваат ваков тип на предмет. Но не е пријатно за државата кога еве и во годинашниот извештај на Европската комисија ќе прочита и ќе прочита за случаи од 2012, 13, 14 дека се нерасчистени и дека тоа останува петно за целата држава. Но има, видете, насилството, тоа јавно насилство кое беше врз ЛГБТ центарот во тоа време, кое беше поттикнато од луѓе кои беа во власта, во суштина, кои имаа моќ, близу овде локацијски во старата чаршија, па моравте да го преместите по тоа. Па ние не го преместивме заради тоа, го преместивме заради истекување на договорот, инаку никогаш немаше да си отидеме од таму. Поентата ми беше дека насилството не престана. Во моментов ние може да кажеме дека се соочуваме со домашно насилство. Многу луѓе, ЛГБТ луѓе се соочуваат со домашно насилство и со проблемот од станување на бездомници, заради тоа што се случува и да ги бркаат од дома. Функционира шелтер центар од куќата? Токму од таму и ги имам податоците. Еве во 2 години скоро колку што е отворен шелтерот, ние имаме 25 случаи. Во моментов се само 5 внатра. 5 корисници во шелтер центарот, значи тоа никогаш не престане и е цело време полно со луѓе. Она што е добро и што морам да го кажам е што Министерството за труд и социјална политика тука на вистина влета со едно разбирање и со една поддршка, особено за шелтер центарот. Тие го финансираат сега шелтер центарот? Од оваа година подпишавме договор делумно, не целосно, но делумно да Министерството за труд и социјална политика ќе ги покрива трошоците на шелтер центарот Сигурна куќа, што е огромна поддршка за нас и огромна поддршка за ЛГБТ и луѓето. Но сакам да го кажам ова. Ние не ја организираме парадата на гордоста заради тоа што сме жртви. Ние организираме парадата на гордоста заради тоа што сме борци. Ние сме борци за човекови права и ние ќе се бориме за нашите човекови права. А во пресрет на настанот разговарате со МВР околу евентуалните безбедносни мерки, бидејќи ќе се согласите дека сепак тоа е настан со висок ризик, безбедносен ризик. Тој е настан со висок ризик, меѓутоа ние ќе направиме се да го направиме настан во кој секој кој ќе дојде да не поддржи ќе се чувствува безбедно. Ние сме во секојдневна комуникација со Министерството за внатрешни работи, заеднички ќе одредиме и маршрутата, ќе одредиме и оперативниот план за обезбедување на целата парада и маршот, но и програмата која после маршот ќе следи, така да со заеднички напори мислам дека ќе обезбедим, ќе биде една од најбезбедните паради на гордоста која во регионот се случува. Се плашите од евентуален несакан тек на тој настан? Па ние имаме искуство со многу настани, со многу маршеви, со многу протести, со една цела револуција која беше со многу несакани текови. Со многу несакани текови и мислам дека имаме искуство што не е можеби најнесоодветен, но добро е да не речем насилство, напади и така. Не очекувам, искрено мислам дека ова ќе биде стварно една од најбезбедните паради на гордоста која се десила во регионот и не очекувам дека ќе има насилство. Имаме искуство и мислам дека имаме капацитет да го спроведеме како што треба. Цветковиќ, ако треба да наброите 3 работи што прво треба да ги направи државата, на овој план, што би биле тие? Мислам дека и извештајот на Европска комисија, но извештајот на ИЛГА убаво нотира дека декларативно сме прилично пофалени. Политичката волја, која што е дел од политичкиот врв сега, влијае на некаква политичка култура или општествена култура. Меѓутоа, прво кое што треба да се направи е силна системска заштита на човековите права на ЛГБТ луѓето. Тоа значи дека
сите институции во системот кои што ги штитат граѓаните од насилство или други форми на кршење на правата, мора многу сериозно да се занимаваат со ЛГБТ заедницата, која што веќе една декада беше не само игнорирана, туку и шиканирана во рамки на овој систем, значи систем на заштита. Второ, една огромна горлива тема со која што се соочува нашата држава е образование без дискриминација. Нашите истражувања покажуваат многу сериозни проблеми во образовниот систем, проблеми кои што ги тангираат младите ЛГБТ луѓе, и тоа преку булинг, насилство и никаква форма на поддршка или заштита во рамки на образовниот систем. А што е со курикулумите наставни? Со Тоа е секако, содржината? да, тоа е секако дел од од работата на коалицијата Маргиниот, каде што доаѓам. Од прилика нашиот просек на успех во поменување на овие учебници или курикулуми е околу 50%. Меѓутоа, она за што силно застапуваме сега се измени во законите за основно и средно образование. Во која насока? Токму во насока на препознавање, зашто ние сме навистина многу назад. Најпрво на препознавање на формите на насилство и проблеми со кои што се соочуваат младите ЛГБТ луѓе во образовниот процес, а потоа почитување и заштита на нивните човекови права. И можеби третата работа секако е, иако имаме донесен закон за заштита од дискриминација, негова ефикасна имплементација. Ние имаме одредени полиња каде што на некој начин и државата успешно се изборува за заштита од дискриминација, меѓутоа постојат навистина големи сегменти од човековиот живот и општественото живење каде што дискриминацијата е толерирана, дури поттикнувана. И тука би спомнала можеби здравството, но и работното место, особено во приватниот сектор. Туфекџич, дали групата работи нешто на планот на промени во образованието? Значи, првенствено и ова Ирина што го зборува, во извештајот за 2018 годишниот на омбудсманот има еден посебен дел за права на детето, имаме зголемување на меѓуврсничкото насилство. Од секаков тип, и физичко, и вербално, многу се зголемува и со социјалните мрежи, сајбербулингот, и Народниот правобранител веќе препорача една од мерките која и собранието ги гласаше, зголемување на стручните капацитети во училиштата за препознавање и испречување на таков тип на насилство. Што се однесува до законот за основно и средно, известени сме и соработуваме и со Ирена, зборувавме околу таа тема. Законот уште не е влезен во собрание, треба да влезе комплетно нов закон за основно и закон за средно. Бев информирана од министерот за образование дека тоа ќе биде наскоро, за да може да тие веќе имаат процент огромен успешност, каде што изфрлија некои книги кои што беа дискриминаторски. Меѓутоа, сепак во право е Ирена дека мораме да работиме многу повеќе на зајакнување на стручните капацитети за препознавање и спречување на дискриминација во училиштата. Кочо? Во делот на образование? Во образование повеќе коалиција Маргини работи, јас не би, Ирена, мислам дека доволно кажа за тоа, меѓутоа она што мислам дека за нас ние имаме многу предизвици и заради тоа е и потребна оваа парада на гордост. Ние имаме предизвик во кривичниот законник, при делата за омраза од омраза се воведе сексуалната ориентација и родовиот идентитет, меѓутоа не и хейт спичот, односно говорот од омраза. Се воведе генерално колку што разбирам има проблем, така? Во законот за медиуми се воведе, меѓутоа има проблем. Со делата од омраза имаме генерално проблем. Така, обвинителството не ги препознава тие. Така, меѓутоа проблемот е уште подлабок заради тоа што ниту првиот, односно полицаецот кој прв ќе отиде на лице место не може да препознае, па затоа што оттаму ако не почне истрагата да оди по протоколот за дела од омраза, тогаш ни обвинителството може да го превиди и да не го земе во обзир. Значи има многу подлабок и не е само законот да се донесе. После тоа ќе треба МВР да се прилагоди на тој закон, да се креираат протоколи по кои ќе постапуваат истражителите доколку се сомневаат дека делото е заради мотивирано
од некаков основ, не само сексуална ориентација, може и било кој друг основ. Значи таму ние многу заостануваме, не само законски, туку и подзаконски оние акти кои треба да го донесат во живот. Но исто така тука исто коалиција повеќе работи, само ќе спомнам дека законот за правно признавање на родот исто така кај нас не е донесен. За домувањето, во спортот, значи има може да замислите цел еден живот. Едно секојдневие, кој секој ден го живее, во сите тие аспекти ЛГБТ и луѓето имаат една пречка, а тоа е нивната сексуална ориентација, односно нивниот идентитет. И тука општеството се уште има многу да сработи за да го надминеме тоа. Цветковиќ, што е со евентуално признавање на некакво граѓанско партнерство или истополови бракови? Комисијата, меѓу другото, во една реченица во извештајот констатира дека актуелната правна рамка не дозволува официјално признавање на истополови бракови, толку на тоа завршува овде. Се разбира дека ова е точка на која што главно ги трпите нападите од оние кои што беа против воведување на сексуалната ориентација во Законот за заштита од дискриминација и така натаму, велејќи дека тоа е отворање врата утре за можност за воведување истополови бракови, признавање на истополовите бракови, па дури и за можност да се посвојуваат деца и така натаму. За жал, овие риторики, иако доаѓа од пратеници или од членови на извршната власт, зборуваат за голема правна неписменост и неупатеност. Она што Европската комисија го нотира во својот извештај не е прашањето на бракот, бидејќи Европската унија не се меша во регулацијата на бракот, но се интересира за еднакви права на сите. Прашањето на препознавање на истополови партнерства е прашање на препознавање на еднакви права. Еднакви права на хетеросексуалните двојки со двојките од ист пол. Тоа значи дека сетот од права кои што добиваат хетеросексуални двојки кои се во брак треба да го добијат истополовите партнери, односно нивното партнерство да биде некако правно регулирано. Кои се овој сет на права за кои што постојано зборуваме? Правото да го посетиш својот болен партнер во болница, да наследиш имот, да поделиш имот при разделба, да наследиш пензија и слично. Значи на ниво на права. Зошто за ова малку се зборува јавно или имам таков впечаток дека малку јавно зборувате? Мислам дека ние како организации досега не сме го отворале ова прашање, бидејќи одиме со ред, но ќе дојде. Мислите дека е тоа предалеку? Не е толку далеку, ако ние во почнеме интегративен процес со Европската унија, ако почнеме преговори, не е многу далеку, заради тоа што зошто Европската комисија го констатира тоа, зошто воопшто влегува во тој извештај. Заради тоа што тука се работи за правото на слободен проток на капитал, стоки и идеи. Само во право е Цветковиќ, комисијата зборува за официјално признавање на истополови двојки. Двојки. Они не се мешаат во дали традиционално бракот и партнерства или како. Заради тоа што, доколку ние утре влеземе утре во Европската унија, ако една истополова двојка, дали е на партнерство преку брак или не знам, од Италија или од Холандија или од Шведска, сака да се пресели во Македонија. Нивната врска, нивната заедница овде нема да биде признаена. Не им се признава правото на слободно движење низ Европската унија, на слободно започнување на бизнис, например, во Македонија, доколку сакаат, затоа што они не ќе можат својата заедница на ниту еден начин да ја регулираат тука во Македонија. Значи зборуваме за нешто што се вика граѓанско партнерство, така нешто? Европската комисија, Европската унија не инсистира на бракови, туку на регулација на истополови заедници, да ги наречеме, или двојки, или како ќе ги наречем, заради тоа што во спротивно тие заедници може да ја тужат Европската унија за неовозможување на слобода на движење
doing business или било што би сакале да прават. Сега шанса некој ќе велат, еве зошто не треба да одиме во Европска унија. Ама не, видите, ама и ние треба да кажеме конечно сакаме или не сакаме во Европска унија. Затоа што ако сакаме не е тоа, ама ние ова го сакаме од Европска унија, ова не го сакаме. Прашањето на еднакви права дури не е ни прашање само за Европска унија. Прашање е и за граѓаните и граѓанките кои живеат во оваа земја. Сите граѓани и граѓанки во оваа земја заслужуваат еднакви права без разлика на нивната сексуална ориентација. Мораме да кажеме дека имаме созревање, особено новата власт со сите мани, нели, имаше доблест да не поздрави, да даде поддршка, што е за оваа држава мал напредок кој претходно беше незамислив. Добро, за да не остане се на ова Туфекџич и вашава група, предпоставам преку вашата група и парламентот и владата имаат уште многу работа на овој план. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Ќе следиме како ќе оди организацијата и одвивањето на настанот закажан за 29 јуни. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на можноста и уште еднаш да ги повикаме сите поддржувачи да дојдат со нас на 29. Да, на 29 и на викендот на гордоста од 7. Месец јуни е посветен на ЛГБТ заедницата. Благодарам. Ве поканувам да бидете на Алсат, по паузата е саботажата. Метлата е веројатно еден од основните реквизити со кој треба да биде украсен новиот забавен парк. Низ презентацијата на планот за негова реконструкција, може би се назира и начинот и структурата на функционирање на идниот кабинет, од кого се очекува со нов распоред не само да го намести, туку и да ги разигра. Ќе биде тематски, што значи нема да бидат ставени само играчките, туку ќе влегуваме во еден сосема нов свет. Сепак во македонскиот политички луна парк не престанува да врти истиот рингишпил, од кого наместо адреналин се крева нервоза и не предизвикува воодушевување, туку разочарување. Трамболините, например, служат за брзо одскокнување и за уживање во височините, ама за тој тип на забава очигледно не се важни вештините, туку врските на билетарата. Не знам зошто сите се плашат да ги наречат работите со правото име. Факт е дека на советничкиот список на премиерот имаме татини синови, имаме нечии љубовници, имаме луѓе кои со сомнителен бекграунд, луѓе кои учествувале во насилство, луѓе со кривични пријави. Не ставајќи знак равенство, туку акцентирајќи ја хипокризијата на таквата политичка забава, звучи прилично дилетантски. Токму авторите на таквите кадровски тобогани, низ кои се спуштаа клиентелистички безименковци и амбициозни лежелебовци, да држат лекции и да даваат сугестии за тоа како треба да се уредуваат политичките луна паркови. Антонио имаше навистина подобри предлози, сопругата на Владко Ѓорчев беше негов совет. Оваа драмска пауза веројатно би можела да биде исполнета со неколку одломки од творештвото на еден од советниците на премиерот, кој во минатото беше скептичен токму околу неговото поведение и со силен молк говореше за тогашниот режим, па дури и во еден миг, нескриено изразувајќи сомнеш за надворешните гласови во револуционерниот крик на неговите противници. Може би на него, а не на политичкиот мешетар од гинекологија и се однесува реториката, што за таквите профили ја користи корисникот на советите. Не заради тоа што он ќе збори за одредени работи, заради тоа што тропа глупости буквално од секој можен аспект и нема да дозволиме никој да се игра играчки со институциите. И на крајот, за оние кои што навистина се поигруваа со институциите и за нивните следбеници, на кои повеќе од се им фали неговото присуство. Вие и вашите репресивни мерки не дозволивте, согласно она што е напишано во деловникот, пратеникот Никола Груевски, да се пријавува за одсутен лице кој што е оправдано одсутно. Оправдано одсутниот, а осуден, живее далеку од овде. А овде, поради неговите дела и покрај се уште се живее далеку од таму каде што се припаѓа.
Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат и погледнете ги вестите. Пријатно.